Што мислите за проектот на владата? Наградна игра со собрани фискални сметки. Не знам да ви кажам. Колку е исправно тоа, не знам. Мислам дека е добро. Не сум запознат, извинете. Не знам, не сум запознат за како се проект станува збор. Не знам, први пат слушам. Од први или од кога? Од декември 30. Може убава работа, не знам. Да ви кажам право, уште многу такви награди игри има. Бар мене ми се чини. Немам посебно мислење, не знам. Беше една што порано мислам. Не знам, така се слушам. Не верувам ја во тоа. Со тоа не се ни постигнува да издаваат сметки. Па тие се добри резултати, што како да ви кажам, си е најдобро е. Секој што на нешто се унаде, тоа е да се реализира, да се напредува. Па, мислам дека секоја наградна игра ако е фер и честна и дека наградите кои дадат во вистински раце, дека е окей. Мене ми се допаѓа. Ако ништо друго, продавачите ќе мора да ги даваат фискалните. Мене лично ми се допаѓа. Ветер и магла. Ме разбирате? Кој може да собере до 30 сметки во текот на месецот? Па ја ги собирам, а што ќе видиме, што ќе биде тоа. Да не бидат само лажги со опашки. Добро е тоа, добра идеја. Дали вие ќе учествувате во наградната игра? Па би учествувал, само што знам како ќе биде наградна игра. Мислам дека би учествувал со фискални сметки, ама тоа ќе биде хаос, по моje. Не знам да видам, јас сум гост. Сега ако треба ќе учествувам. Се собирам зашто нема кој. Учествуваме. Учествуваме, стално собираме, сега од први ќе видиме како ќе биде. Би учествувал. Благодарам. Па не. Али ќе барам фискална. Фискална ќе барам. Оти има продавачи кои даваат редовно, меѓутоа има продавачи кои не даваат. И затоа ми се допаѓа. Не ради наградната игра, него ради продавачите, ради фискалните сметки. Не би учествувал. Зашто е ветер и магла. Па би учествувала чисто да видам колку ќе биде тоа регуларно. Па обавезно. Тоа е да се стимулира некоја трговијата и данокот.